Носете маски, држете дистанца. Освен обвинувањето дека народот е крив за ширењето на заразата, ова е речиси се што може да се слушне на пресконференциите на Филипче и неговиот тим. Дали останаа без идеи за како да се справиме со коронавирусот? Или пак станува збор за нов концепт на градење на колективен имунитет, но сепак задоцнет. Речиси 70 дена Македонија беше во карантин, па иако бројката нагло се зголеми, властите одлучија да нема полициски час. Кафулињата и рестораните се отворат, полициски час да нема. Дел од докторите велат дека Македонија уште не знае по кој пат тера. Дали по шведски модел, односно отворен систем на градење на имунитет, или пак преку карантини и изолација. Долг период нашите граѓани, нашето население па и политичките партии беа дисциплинирани и ги слушаа препораките на Комисијата за заразни болести. Меѓутоа, и од таму мора да признаат дека правеа грешки или лоши проценки. Се менуваа моделите, со одеше до 21 часот полициски час, па до 16, полека се изгуби довербата кај граѓаните. Епидемиологот Драган Даниловски вели дека наглото олабавување на мерките придонело за зголемување на бројот на ново заболени. Не требаше толку нагло да се релаксираат мерки. Угостителските објекти не смеева толку нагло да се пуштат да функционираат. И знаете како, тоа испадна беше доживеано од граѓаните како еден вид, тоа релаксирањето на мерките беше доживеано како еден вид сигнал, порака дека заврши кризата, дека заврши епидемијата. Требаше да се подготви јавното мнение, граѓанството, денови претходно, дека сигурно ќе следат релаксирање на мерките, но дека апсолутно приказната не е завршена. Доктор Пановски пак вели дека власта направила неколку крупни грешки при справување со заразата и дека политиката ја надминала науката. И додека властите го бараат патот за справување со COVID-19, вчера на владена седница не помина предлогот на Комисијата за заразни болести за полициски час во жариштата на вирусот во Македонија. Но она што го донесоа како одлука беше зголемени теренски контроли за носење на маски, како и инсталирање на апликацијата Стоп Корона. Владата заклучи Државниот здравствен и санитарен инспекторат во секој решение за изолација што ќе биде донесено да стои дека задолжително инсталирање на апликацијата Стоп Корона заради поголема прегледност и контрола со цел превенција на ширењето на коронавирусот. Секој прекршување на одредбите од решението за изолација ќе биде санкционирано со државен карантин. Што е со оние кои немаат смарт телефони или немаат пари да се купат? Ќе бидат ли и тие казнети? За ова одговор од владата се уште чекаме.